I pozdrav sите ljude, jaz sam Stefan od kanala Ceglume, kako što možete da vidite. Ma nemoj. Site nije lažeme, iako golem broj osoba stoja ne se kada go priznaje. Всяка личност на света е лажливец. То лажење започнува веќе во третата година од животот. Некои луѓе лажат навистина многу малку, еднаш дневно, а некои лажат секои 10 минути. Зависи колку сме добри во тоа, лагата може да биде толку добро сложена што станува вистина. Постои говорно тело кое може да каже дека некој со опростување сере, но и покрај тоа можеме да дознаеме само 54% од лагите. Зошто лажеме? Повеќето не се горите на лажењето, но и затоа постојат одредени причини. Префрлање на вина поради избегнување на казна, спасување на својот образ, жалба да не повредиме нечии чувства, жалба да изгледаме подобро, бидејќи е полесно да лажеме отколку да ја кажеме вистина. Типови лаги. Лажењето е толку застапено во нашето друштво што се имаат развиено и типови на лаги. Очигледни лаги, глумење дека ќе направите или дека можете нешто што всушност не може. Големи лаги, делумни лаги. Тоест во таа лага има доста вистина. Проширување на вистината, намалување на вистина. Презентирање на нешто што е популарна вистина. За оваа област најдобри се они од Топшоп. Вистина со заоставување на најважните делови. Пристојни лаги, тоест нешто вакво. Брат, вчера кај тебе беше супер, музиката беше добра, екипата уште подобра. У живот не сум си поминал поубаво. Исто така постојат и мали лаги кои не се толку страшни како останатите. Мажи против жени. Да. Жените тврдат дека ние лажеме штом ќе зинеме и обратно. Според некои статистики, мажите лажат повеќе, но докажено е дека лажеме исто, но во различни ситуации. Мажите лажат за да изгледаат подобро пред другите, жените лажат кога не сакат да повредат некого, тоест кога сакаат некој да се чувствува поубаво. Мажите сакаат да лажат за својата висина и количина на пари, жените па ги намалуваат бројот на годините и тежината. Мажите велат дека се чувствуваат помалку виновни од жените поради лажењето. Причини и последици од лажењето. Лажењето се проучува со години, а најчести причини се жалба за воздигање на своите можности и чувство на поголема вредност. Луѓето кои се лажат самите себе може да бидат посредни од оние кои ја прифаќаат вистината. Лажливците имаат повеќе пријатели од искрените луѓе. Најчести последици од лажењето се овие. Луѓето кои лажат често може да се најдат во ситуации каде што ќе се чувствуваат виновни за тоа. Во луѓето кои лажат штом зинат не можеме да имаме никаква доверба. Искреноста е една од најголемите вредности. И не сакаме никој да не лаже, па затоа лажењето го гледаме како некој вид на предост. Говорење на големи лаги е лошо по здравјето, бидејќи тоа го обрзува работата на срцето и ја зголемува телесната температура и нас не прави понервни. Кога луѓето најмногу лажат? Пак се во игра статистиките. Луѓето најмногу лажат во јануари, а причини за тоа се зимските празници. Луѓето најмногу лажат за тоа како си поминале на празниците, што добиле на поклон, колку пари потрошиле, колку алкохол испиле и така натаму. Најчести лаги. Луѓето лажат практично за се, но ова се топ лаги кои луѓето ги изговараат секојдневно. Верувам дека ви се познати. Добро сум, благодарам. Не сум исполнал. Нема проблем. Газот во тоа воопшто не ти изгледа големо. Немам сигнал, мило ми е што те гледам. Изгледаш супер, ме боли глава. Не е проблемот во тебе, во мене е. Ми се испразни батеријата, ќе ти вртам. Ова беше вкусно. Ние сме само добри пријатели. На состанок е. Не сум ја добил твојата порака. Беше на попуст. Можем да пресамам кој ќе посакам. Не сум спреман за врска. Изгубив. Премногу сум болен за би дошол. Извини, ама многу сум зафатен вечер. А сега прашање за вас. Колку често лажите и на која тема лажите? Одговорите, пишувајте ги доле во коментар. Лайкнете го видеото во знак на поддршка и оставете subscribe, односно претплатете се, бесплатно е. Тоа беше тоа од мене за ова видео, а ние се гледаме следниот пат. Поздрав!